Добро вечер. Во продолжение следуваат минути за најновите информации од културата. Ликовната уметница Славица Танеска ја постави нејзината најнова самостојна изложба насловена Иконописот, коренот на македонското сликарство, на која се изложени 15 икони, работени на ореово, липово дрво и медија пан со акрилни бои. Иконописот, коренот на македонското сликарство е моја 11-та самостојна изложба. Изложбата е правам после 15 години од отварањето на мојата прва самостојна изложба. Инспирирана бев од македонската средновековна уметност, која всушност е и корен на македонското сликарство. Имено црквите и манастирите од тој период се првите галерии всушност за луѓето и прв пат можат да видат уметнички дела, тогаш верски, од верски побуди направени, меѓутоа да се едуцираат и за ликовната уметност преку тие дела. Нашите фрески се врвни, рамни со светските, со ренесансните карактеристики кои што ги имаат, кои што се појавуваат уште пред ренесансата. Така да сметам дека е многу значајна како тема да се истражи. Ова е моја прва изложба на икони. Така да тие карактеристики кои што ги има во самите икони, сметам дека може да се употребат и во современото сликарство, исто како што правели нашите големи мајстори како Кондовски, кој што има елементи од иконите во неговото творештво, потоа Родолјуб Анастасов и останатите други уметници. 15 икони се, бидејќи се 15 години од моето творештво, така да символичен е и бројот. Техниката е акрил на дрво, имаме ореово дрво, липово дрво, медија пан, комбинирано е носачот, меѓутоа техниката е акрил. Имам работено исто така и икони со темпера и јајце, што е многу стара техника. Отворена е во наредната една недела, значи на 15 вечерва се отвора и една недела ќе трае изложбата. Пораката на оваа изложба е да се интересираме за нашите корени, бидејќи народ кој што почитува културата, уметноста и своите корени, секако дека ќе опстане. Цивилизациите секако ги знаеме прво преку културата. Дали е некоја египетска цивилизација, Месопотамија или Македонија, прво е културата, а потоа се останато. Така да ги повикувам посетителите да дојдат и да ја видат оваа изложба. Во камерната сала на Македонската филхармонија концерт одржа оркестарот на музичката младина на Македонија под диригентската палка на Ангел Спироски. Во оркестарот членуваат студенти од Факултетот за музичка уметност во Скопје, но и млади музичари од различни земји. Концертот се одржа во рамки на деновите на македонската музика. Вечерва со оркестарот на музичка младина на Македонија во рамки на фестивалот Денови на македонска музика ќе ви представиме една прекрасна програма. Оркестарот на музичка младина на Македонија оформен 1986 година, па речиси 40 години во таа формација камерен гудачки оркестар, низ него продефилирале преку 500 млади музичари. Вечерва имаме една прекрасна програма составена од Тома Прошев, Темпера 2, потоа ни е Стојан Стојков со сумерски записи, каде како солисти ќе се јават и Мила Јаневска и Хелена Суша. Следно на програмата ни е дело од композиторката Јана Андреевска, Мандала и на крај една повеќе ставично дело од композиторот Гоце Коларовски, од неговиот ран опус, делото Панаѓур. Покрај оваа програма ве покануваме и на останатите програми на фестивалот Денови на македонска музика. Тоа е утре со пијано триото Астниде од Германија, како и на затворањето на фестивалот во четврток во 8 часот во големата сала на Македонската филхармонија со оркестарот на Македонската филхармонија и маестро Борјан Цанев. Оно што е убаво да се напомене дека сите овие концерти се со слободен влез, па љубителите на музиката може слободно да ги конзумираат. Со представата Народен пратеник од Бранислав Нушик во режија на Егон Савин. Македонскиот народен театар настапи на 42-те интернационални театарски средби Брчко дистрикт во Босна и Херцеговина. Фестивалот Брчко дистрикт со речиси половина век традиција важи за еден од најрелевантните во регионот, познат по специфичниот пристап кон продукцијата, селекцијата и наградувањето на представите и поединците.
Лето во представата Народен пратеник доби специјална награда за колективна актерска игра во Нови Сад и е се поактуелна во регионалниот театарски простор. Ова е трето учество на МНТ на фестивалот во Брчко. Во претходните години театарот има учествувано со представите Народен непријател и со Нема да биде крај на светот, и двете во режија на Нина Николиќ. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.